На Македонија, особено на истокот, му се случуваат убави работи само кога ВМРО ДПМН е на власт. Ова вчера го кажа лидерот на ВМРО Никола Груевски на митинг во Кочани. И дали некој се сеќава на нешто позитивно да се направило во тоа време? Да се изградила нова фабрика, да се отвориле нови работни места, да се помогнало на земјоделците, да се изграделе нови училишта, нови градинки, да се решеле некои крупни проблеми на граѓаните, како денационализацијата, како дивите градби, легализацијата и така натаму. Се што позитивно и крупно се случи за Македонија и за народот, за граѓаните, за секој обичен човек, е во времето на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Токму затоа, според ВМРО ДПМН, изборите на 11 декември ќе биле референдум за успешна и просперитетна Македонија или против неа. На Кочани му треба влада која ќе продолжи со проектите кои се од корист на сите граѓани. Носителот на листа на ВМРО ДПМН за изборната тројка Илија Димовски пак во Штип зборуваше за реализирани и планирани инвестиции во здравството. Само изградбата на оваа болница чини 37 милиони евра и се предвидени дополнителни огромни средства за целосно опремување со опрема и со апаратура. Дел од таа апаратура која што ќе се набави за оваа болница, но и за цела Источна Македонија, зборувам и за болницата во Велес, и за здравните домови во Кочани, во Берово, во Делчево и во сите други градови. Во следниот период станува збор за опрема по број 407, значи 407 медицински апарати кои што ќе бидат во вредност од околу 4 милиони евра. ВМРО ДПМН повика и на митинг во Штип што ќе се одржи утре на градскиот плоштад со почеток во 20 часот. Вашето присуство на утрешниот митинг значи поддршка за новата клиничка болница која се гради во Штип, поддршка за автопатот Штип-Миладиновци, поддршка за обновата на патот Велес-Штип, поддршка за двата најавени експресни патишта Штип-Радовиш и Штип-Кочани. СДСМ пак на прес обвини дека 99% од населението во Македонија живее во сиромаштија, а вината за тоа ја лоцира кај ВМРО ДПМН. Ваквата состојба ќе се променела само со смена на власта, а тие на народот му ветија. Просечна плата од 30.000 денари и минимална плата од 12.000 денари за сите работници. Прековремената работа на секој работник ќе биде платена, а работниците со навршени 60 години за жени и 62 години за мажи ќе имаат скратено работно време од 6 часа и при тоа ќе добиваат цела плата. Поддршка на домашните фирми преку државна поддршка од 140 милиони евра за малите и средни предпријатија. 320 грантови годишно во висина од 15.000 евра за најдобрите бизнис идеи. Секој млад човек ќе добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието или пак да избере платена пракса која ќе му возможи подготовка за вработување. Воведување на државна социјална пензија на сите лица кои навршиле 65 години, кои немаат исполнети услови за пензија, а живеат над 20 години во Македонија. Секој граѓанин ќе добие поврат на данокот на додадена вредност во висина од 15%, што би значило дека во едно семејство годишно ќе се влева уште една просечна плата.